Почитувани гледачи, добра вечер. Термин за вестите на КТВ телевизија. Вечерва ќе одземеме повеќе од вашето време со цел да ве информираме за активностите на кандидатите за градоначалник и другите случувања во општините од Тиквешкиот регион. На почеток да ве информирам дека утре вечер со почеток во 21 часот на програмата на КТВ телевизија ќе можете да ја следите информативната емисија ТВ Објектив, во која што бесплатно ги представуваме кандидатите за градоначалник на Сојузот за едината Бети Анкитев и кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Александар Панов. И двајцата кандидати ќе можете да ги следите во една емисија, значи со почеток од 21 часот. По 45 минути има секој кандидат за свое представување. Затоа не пропуштајте, слушнете што имат да ви порачат кандидатите за градоначалници во вториот изборен круг утре вечер на КТВ телевизија. Попладнево во посета на компанијата Алијанс Уан беа вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски и кандидатот за градоначалник Александар Панов. Се сретнаа со генералниот менаџер Стериос Григоријадис. Еве ги изјавите на Пешевски и Панов. Во текот на денешната посета на Кавадарци, оставив заедно со градоначалникот посета и на Алијанс Уан, компанија која што ни е добро позната, добро им е позната на тутунопроизводителите. Прво би искористил ова можност да им го честитам денешниот празник. Денеска е денот на тутунопроизводителите и со среќа да биде оваа сезона и следните резултати да бидат уште подобри. Ние како влада сме задоволни од секторот генерално. Во изминатите години добро е позната нашата поддршка во делот на субвенционирање на тутунопроизводителите. Таа поддршка ќе остане и понатаму на исто ниво, на ниво 60 денари, 1 евро по килограм. Секторот на тутунопроизводството е еден од најфорсираните од страна на оваа влада. Во изминатите 6 години се вкупно исплатени од владата субвенција во износ од 115 милиони евра на овој сектор. Значи, навистина позамашен износ и тоа како определба останови во наредниот период. Конкретно за компанијата Алијанс Уан, која што е присутна во Кавадарци, е пример како владата во соработка со општината треба да се работува кога се работи за еден странски инвеститор. Значи, околу 450 работни места се создадени овдека, дел се од нив трајни, дел се од сезонски карактер, но компанијата секоја година го зголемува производството, со тоа се олеснува и пласманот на македонскиот тутун, кој што од самото кажување на менеджерите е со врвен квалитет, тој се извезува во речиси во целост од овдека и тие постојано го прошируваат својот капацитет, почнувајќи од една помала просторија, една помал погон што го има во центарот на Кавадарци, ширејќи се сега на постоечкиот овдека од околу 30.000 квадрати, во фаза на изградба си на нов, уште поголем погон, што значи покажува како и владата, бидејќи во делот на легализација на објектот, во делот на некои урбанистички имотно-правни односи кои што требаше да се расчистат и помогнавме. Се разбира, клучна е тука улогата на градоначалникот, бидејќи тој во директните контакти со владата наистина вршеше притисок да сите овие административни процедури се завршат и се завршија успешно и еве денес имавме можност да видиме како изгледа тоа конкретно во производството. Во наредниот период се разбира не само за оваа индустрија, за сите останати индустрии кои што ќе најдат интерес да дојдат во Кавадарци, а веќе покрај Алијанс Уан, кој што беше можеби првиот поголем странски инвеститор овдека, добро е позната инвестицијата на Дрекселмајер. Очекуваме да има уште нови инвестиции, проширување на индустријската зона, едноставно еден позабрзан економски развој на Кавадарци, како во делот на земјоделието, но така и во делот на индустријата. Владата ќе биде секоја штука заедно со општината, со градоначалникот, со советниците да помогне во реализацијата на нивните планови и плановите на инвеститорите за овој регион. Јас навистина се чувствувам горд кога нешто што беше и дел од моето лично залагање и работа, а тоа е процесот на легализација, најнапред процесот на урбанизација на оваа индустријска зона, која што на некој начин беше дива индустријска зона кога ја наследив 2009 година, а потоа и процесот за легализација на халите во ИГМ успешно го финиширавме. И во едно клучно време за Алијанс Уан успеавме да на некој начин ги завршиме сите формалности со помош на владата, со помош на Министерство за транспорт и врски, за да Алијанс Уан остане тука, односно да се дислоцира од стариот монопол и да дојде на оваа локација. Исто така помогнавме и да новата хала на ИГМ што побрзо се изгради, со цел да својот бизнис Алијанс Уан го прошири.
И навистина ова е еден многу добар пример во Република Македонија, кога во содејство со владата, локалната самоуправа и бизнис секторот се тера работата до финиширање. Исто така ми е посебно драго што покрај Фени Индустрии Alliance One ги доби првите сертификати за општествено одговорна фирма. Таа учествува во општествениот живот на Кавадарци, помага индивидуалци, и го помага спортот, ги помага капиталните проекти во општина Кавадарци и нема никаква причина да не продолжиме со добрата соработка и желбата за зголемување на нивниот бизнис. Денеска започнаа градежните работи за изградба на првата катна гаража во Кавадарци. Се наоѓаме токму на локацијата која што пред некое време ја утврдивме како локација за катна гаража. Со одлука на влада ова земјиште ни е доделено на трајно користење. Со пари од оперативниот буџет во висина од 29 милиона денари се зафативме да за прв пат во градот сработиме еден ваков проект или едно вакво дело. Ова е катна гаража која што ќе има над 100 паркинг места. И овие паркинг места ќе бидат ускладени според просторот и според барањата на жителите кои што се наоѓаат и живеат тука. Значи нема да бидат ни сантиметар повисоко од тоа што е ова плато, односно нема да бидат повисоки од деловните простори кои што се наоѓаат во непосредна близина. Ова е првата катна гаража, меѓутоа ја користам оваа прилика да кажам дека во рамките на градскиот тан работиме проект за уште една катна гаража, која што заедно со идниот деловно-трговски центар и простор за паркирање во тој деловно-трговски центар ќе го решат проблемот со сообраќајниот метеж, како и проблемот со едно место повеќе за паркирање во центарот на градот. Еве, денес присуствуваме на почнување на градежните активности на земјаните работи на првата катна гаража во општина Кавадарци. Како што кажа градоначалникот, земјиштето кое е државно со одлука на влада беше доделено на општината. Тоа е еден наш мал придонес на владата во решавање на дел од комуналните проблеми на граѓаните на Кавадарци. Се разбира, за сите останати се она што е во надлежност на владата, ние постојано излегуваме во пресред, така да ова е еден од тие проекти, понатаму има и низа на други проекти кои што верувам дека градоначалникот ќе ги реализира во неговиот нов мандат. Што се однесува до останатиот дел, морам да нагласам одличната соработка што имаме со градоначалникот, бидејќи Кавадарци е развиен град, особено во делот на земјоделието. Морам да спомнам периодот кога и во неколку наврати имаше криза со лозарите, неговата активна улога, но она што треба граѓаните да знаат, особено земјоделците, дека владата и понатаму ќе продолжи да ја спредува својата политика на субвенции со несмален интензитет. Секоја година ние ќе настојуваме она што не определува програмата да го зголемуваме нивото на субвенции за лозарите, односно за сите оние земјоделци преку програмите за рурален развој и програмата за директно субвенционирање. И се разбира сите оние активности што резултираат во зголемувањето на економската активност и креирање на нови работни места. Во попладневните часови ќе направиме и посета на еден од поголемите вработувачи во општина Кавадарци, на Alliance One, компанијата која што е од тутунската индустрија, а добро се познати и другите инвестиции кои што со помош на владата во соработка со општината се реализираа во општина Кавадарци, каде што бројот на работени расте секој ден. Впрочем, економскиот дел од програмите во овој нов 4-годишен циклус на локалните самоуправи, на општините, е едно од клучните алки во економската политика на владата и токму затоа и ставаме толку акцент на средбите на континуираната соработка со градоначалниците, бидејќи навистина во оние општини каде што владата имаше добра соработка со градоначалниците, а таков е исклучителен пример општина Кавадарци и градоначалникот Александар Панов, дека се креираат нови работни места, успеаме да донесеме нови инвеститори и тоа ќе продолжиме да го правиме во сите општини. Овие примери како Кавадарци се разбира треба да послужат како водилка за сите останати и нови градоначалници, оние кои што можеби не го постигнале тој успех, но еве ние како влада во сите тие напори ќе видиме со максимална поддршка. Кандидатот за градоначалник на Сојузот за едината Бетијан Китев одржа пресконференција во атарот на селото Брушани во близина на Тиквешкото езеро. Тема на пресот беше можноста за наводнување на тој дел од Тиквешкото поле, често најавувана пумпна станица, а никогаш не е изградена. Почитувани сограѓани, се наоѓаме во атарот на село Брушани. Пред нас е прекрасен поглед кон Тиквешкото езеро. Од спротивната страна на езерото е селото Ресава,
а околу нас се непрегледни плантажи на лозов насад. Од сегашните, а и од некогашните жители на погоре споменатите села се одземени голем број на земјоделски површини, поради местоположбата на која се наоѓале, а сега се поплавени од водите на Тиквешкото езеро. Но за жал, од тие води преостанатите нивни површини до сега не виделе ни капка вода. Или народски кажано, баш тие луѓе кои потекнуваат од овие две села, а нивните земјоделски површини се околу Тиквешкото езеро, со години наназад жедни поминуваат преку вода. Кога сме тука, покрај лозовите насади, со должна почит кон овие земјоделци, морам да напоменам дека низ целата територија на Република Македонија со воодушевување се зборува за квалитетот на грозјето, кое доаѓа точно од овој атар. Но за жал, до ден денешен никој од надлежните си нема дадено за обврска пред себе и пред луѓето кои стопанисуваат на овој дел од општината, дека на само неколку стотици метри од нивните земјоделски површини, или поточно речено од нивните лозија, каде директно се наоѓа вештачката акумулација Тиквешко езеро. И со една не така голема инвестиција или со скратување на едно тениско игралиште, или пак на еден од спомениците да е малку помал. Овие лозија ќе бидат прочуени не само по квалитет, туку и по квантитет. И само како подсетување, морам да спомнам, многумина до сега ветувале пумпни станици на ова место, од каде понатаму по слободен пат ќе пристига водата до сите лозови насади на жителите на Брушани, на Ресава, а и на добар дел и на жителите на Кавадарци. Но ветувањата за жал до сега биле само предизборни, а никогаш не се реализирале. Ни во овој случај не смеам и не сакам, а при тоа и немам таква шанса, а при тоа да не споменам дека годините зад нас имаа пеколни лета. И токму таквите пеколни температури ги принудија лозаропроизводителите од овој атар да посегнат по цевководот, кој носи технолошка вода до фени индустрии, што значи имаше доста случаеви каде што беше издупчен тој цевковод, а се со цел за да се спасат лозовите насади од пеколните температури во летниот период. Многу пати од фени индустри беше упатуван апел до собствениците на лозовите насади од овој атар, бидејќи и самиот објект на фени индустри од истите температури беше ставен во опасност. Но кога е во прашање екзистенцијата на земјоделската фамилија, самите земјоделци беа приморани да посегнат по тој чин. Деновиве низ Тиквешкиот регион продефилираа многумина министри од владата на Република Македонија. Во посета ни дојде и заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во исто време и министерот за труд и социјална политика, а како шлак на овие помпезно најавувани проекти кои што остануваат само како празни зборови, беше и премиерот на владата на Република Македонија. Едниот разговараше со жителите на Тиквешкиот регион за дадените субвенции од страна на владата на Република Македонија, токму за одржавка на лозовите насади. А јас ќе му порачам на заменик министерот за земјоделие дека субвенциите за одржавка на лозовите насади се во ред, но летните пеколни температури бараат вода, господине заменик министер. Во спротивно субвенциите заедно со потта на лозаропроизводителот испаруваат за еден миг. Министерот за труд и социјала сечеше ленти, а ни во еден момент не се сети дека во Република Македонија најголеми социјалци се токму земјоделците. Од еден основ со пеколните температури кои не следат неколку години наназад, а друг основ неисплатената нивна мака пак неколку години наназад. Проблемите се натрупуваат, а владата на Република Македонија не реагира соодветно. А директно до премиерот, вас господине премиере, ми останува само едно да ви кажам. Точно на младите ни се потребни спортски терени, спортски сали, но точно и дека нашите родители, обработувајќи ги лозовите насади, кои не се под систем за наводнување, едва и се снаоѓаат да купат по еден пар патики во годината, а со сите тие исти патики ние во спортските сали немаме пристап, бидејќи со истите патуваме од домовите до училишните установи. Почитувани мои сограѓани, драги кавдарчани, свесен сум што значи земјоделие. Свесен сум низ какви маки од месец февруар до месец октомври минуваат вашите фамилии. Точно таа свест ме натера да бидам овде. Ме натера да се кандидирам за градоначалник на општина Кавадарци и од таа позиција ви ветувам. Доколку ја добијам
вашата поддршка. Меѓу поважните приоритети ќе ми биде и овој дел да во местноста, така наречена модрите стени, да се обезбеди инвеститор и заедно со сите потенцијали во општината ќе се залагаме со граѓаните заедно да се изграде систем, бидејќи до сега ниеден систем нема направено оваа влада. Со тоа ќе значи дека директно до вашите лозови насади конечно ќе бидат ставени под систем за наводнување. Времето во кое издржавте без вода за наводнување ќе стане минато. Времето во кое со сопствени средства плаќате нафта која ја користите за вашите агрегати, со кој вадевте вода од Тиквешкото езеро, ќе остане далеку зад нас. Бидејќи денешниот земјоделец е и многу мудар и свесен дека модерното земјоделско производство го посакува системот капка по капка. А баш тој систем го носи и квалитетот и квантитетот во исто време. Затоа, почитувани сограѓани, во недела на 7 април да го заокружиме редниот број 42, да дадеме поддршка за кандидатот на опозицијата Бети Анкитев, а со таа поддршка давате поддршка и на самите себе, на вашите фамилии и поддршка на вашето производство. Времето не дозволува колебање и поради тоа време е да донесеме правилна одлука. Ве повикувам масовно на 7 април да испаднате на гласачките места и да дајете поддршка на опозицијскиот кандидат. Ќе работиме искрено, честно и одговорно. Тоа ви го ветувам јас лично и биете сигурни дека така ќе биде во целиот 4-годишен мандат. Денеска во Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов беше поставен камен темелник за изградба на спортска сала. Присутен беше и министерот за образование и наука Панче Кралев. Кавадарци уште од осамостојувањето имаше недостаток од 4 спортски сали, за да во сите 9 воспитно-образовни институции инсталираме вакви објекти. Овие две кои што досега ги направивме и ова е третата, ни фали уште една за да бидеме комплетни. И морам навистина да го изразам своето задоволство од фактот што само во мандатот на ВМРО ДПМН и тоа во овој мандат од 4 години се направени 2 спортски сали. Тоа значи дека никој претходно не ни помислувал да работи вакви објекти. Навистина е голема благодарност не само моја, туку на цел град, на најмногу на децата, кон владата на Република Македонија, која што имаше сенс за ваквата насушна потреба на нашите деца од Кавадарци. Јас изразив желба, доколку се биде во најдобар ред да со почетокот на зимото децата фактички почнат да ја користат оваа спортска сала. Да имавме таа можност да поставиме камен темелник за изградба на третата спортска сала во општина Кавадарци. Знаете дека пред неполна недела дена ја пуштивме во употреба втората спортска сала токму овде во Кавадарци. На тој начин покажуваме дека, како што најавивме, завршуваме еден проект и веднаш почнуваме со нов. Пред доаѓањето во Кавадарци пуштивме во употреба и спортска сала во општина Градско и на тој начин динамиката за изградба на 145 спортски сали кои ги предвидува Министерството за образование и наука, можам да кажам дека се одвива со полна интензитет. Верувам дека во следниот период дека предвидените спортски сали вкупно се во градба 25 спортски сали дека ќе бидат завршени и на тој начин во огромен број на училишта во Република Македонија за прв пат ќе им биде овозможено на учениците да изведуваат наставата по спорт и спортски активности во најсовремени услови. Спортската сала која ќе се гради овде во Кавадарци е со површина од 650 метри квадратни и е инвестиција од 24 милиони денари. Користам ова прилика уште еднаш да искакнам дека поддршката во реализација на проектите кои ги изведува Министерството за образование и наука од страна на локалната самоуправа е исклучително важна и веруваме и се надеваме дека таа поддршка ќе продолжи и во следниот период. Поддршка за кандидатот за градоначалник Бети Анкитев денеска на пресконференција и повик до граѓаните да гласаат за него упати лидерот на ВМРО Народна партија Љупчо Ѓорѓиевски. Тука сме денеска за да ги повикаме сите изворни ВМРО-вци, сите кои се бореа за ВМРО од 90-та година, да ги упатиме дека идејата на ВМРО денеска не ја гледаме во ВМРО ДПМН и оние кои сакаат да му помогнат на ВМРО да излезат во недела и масовно да го поддржат кандидатот на Сојузот за еднината, господинот Бети Анкитев. Сакам при тоа јасно и двомислено да упатаме на порака и до Кавадарци, меѓутоа и до цела Македонија, дека
власта сака да прикаже дека направила убедлива победа во првиот круг. Ако се направат анализа на резултатите, ние ќе видиме дека и покрај најголемото насилство што го имаше во Република Македонија, резултатите на опозицијата и покрај комплетната медиумска пресија што се прави во Македонија, со сите закани, со сите уцени и со сите подкупи, сепак резултатите на опозицијата се прекрасни. Јас не сакам да спомнам дека ние имаме неколку украдени победи, како што да речеме класичен пример е Струмица, каде што имаше убедлива победа на опозицијата, или општина Центар, значи таму каде што е Скопје 2014 гласаше против актуелната влада. Да не зборувам за сите други украдени гласови. Затоа, ние мораме во вториот изборен круг да покажеме дека сега треба да се одбрани демократијата во Република Македонија, сепак сега треба да се гласа за опозицијата и да покажеме дека во Република Македонија едноставно најзначајно од се е токму слободата и демократијата. Во таа смисла, сакам да укажам на неколку шпекулации кои ги прави и практично и манипулации и лаги владата на Република Македонија. Има такви многу, но јас ќе се задржам само на две. Првата е дека субвенциите се измислени од оваа влада која денеска раководи со Република Македонија. Јас сакам да ги потсетам сите граѓани на Република Македонија, посебно овде во Теквишијата, дека субвенциите во Република Македонија се од пред 2001, меѓутоа, најзначајен момент за субвенциите во Република Македонија е 2001 година, кога тогашната влада, која предводи ФАС, направи договор со Светската банка и со Светската трговска организација, и од тој момент субвенциите во Република Македонија се одредени според со процент од буџетот на Република Македонија. Значи, ниту оваа влада ги направила субвенциите на земјоделците и посебно овде нели на луѓето кои се занимаваат со земјоделие, ниту пак ако дојде некоја влада ќе го укине. Значи, тие се со закон утврдени со Светската трговска организација и проблемот е што оваа влада манипулира со тие субвенции. Вториот момент кој сакам да го апелирам и секој човек да биде свесен, тоа е енормното задолжување кое оваа влада го прави и не смееме да забораваме долговите кои ги прави оваа влада. Значи, еден ден сите ние ќе ги плаќаме. Значи, вашите деца, вашите внуци. Меѓутоа, јас мислам дека и нема да дочекаме толку многу долго, затоа што во наредните 2-3 години самите ние ќе треба да ги плаќаме. Сакам да спомнам дека и последните субвенции што се дадени од кредит, а и новата плата, ова сега тековна плата што треба да ја земат луѓето во администрацијата, пензионерите, се е тоа од кредит. Не е тоа тајна. Вчера земаа 140 милиони евра долг од македонските банки. Значи, се што прави оваа влада, дури и платите и пензиите се даваат со кредити. Тие кредити стигаат после 5 месеца, после 6 месеца, после година дена. Не се тоа кредити кои ќе треба да ги плаќаме после 20 години. Тоа се краткорочни кредити. Значи, оваа политика на толку неодговорно однесување со економијата, со меѓународната позиција на Република Македонија, мора да биде јасно и недвосмислено казната. Македонија мора да покаже дека нашата борба продолжува. Затоа, со едно масовно гласање и во Кавадарци, меѓутоа и секаде што се прегласува вториот круг, ние ќе покажеме дека има шанса за Македонија, дека луѓето гледаат спас во Македонија и дека ако ги оставиме пропагандите и спотовите кои ги прави оваа влада, има на реална Македонија и има едноставно луѓе кои давале многу повеќе резултати за оваа држава. Затоа, масовно да излеземе во недела, масовно да гласаме за Бетијан Китев и масовно да покажеме дека шанса има за Македонија. Независниот кандидат за градоначалник Борис Давидов денеска искажа поддршка за кандидатот на опозицијата Бетијан Китев. Промени се потребни и треба да дојдат. Према тоа, јас имав среќа, повеќе него можда и памет, што бев заокружен со неверојатни луѓе околу мене, луѓе со интегритет, луѓе, како да кажам, кои ме направија да видам тоа што сум. И јас многу научив од тие луѓе. Изборите беа така резултати како што беа, нема да ги коментирам. Тука, значи, не останува оно што треба да се работи за натаму. Значи, јас не може, синоќ имавме ние состанок со моите луѓе, и
не можам, затоа што тие институции, секој за себе и така имат страшна, како да кажам, индивидуалност и слично на тоа, но се луѓе во суштината нешто и си го сакаат кавадарци, го сакаат подоброто за овој наш народ овдека. Така да разговаравме доста и околу локалните економски развој, кои се тие правци и така натаму и слично и како да се направи и кому да се помогне. Сега имаме два избора, имаме всушност еден избор во целата суштина. Така да, значи тие ќе направат работата која треба да ја направат, а јас бидејќи, морам да го кажам, и јас сум на раскрсницата, што се вика животот често пати знае да биде таков и оваков, но одлугите секојаш тешки. Овдека не беше толку тешко за мене, затоа што ние се работувавме многу добро, бевме често пати на слични фреквенции и се помагавме со Бетијан Китев овдека. Мене ми се бендиса неговата храброст и проникливост во работите и слично тоа, така да мене ми е драго што на македонското небо се појавува уште една звезда, сега нова звезда и така, и тоа баш од кавадарци. Така да, значи, мојата лично гледање на работите е во тоа да му дадеме шанса. Јас, значи, се определувам, како да кажам, му давам целосна поддршка на Бетијан Китев, на Бетијане, затоа што јас знам дека тој има најдобри намери. Ако можам нешто да помогнам во целата таа работа, нели, и така натаму, јас му стоам на располагање ако тој, нели, има потреба, и ако има потреба градот, јас сум тука. Така да, со среќа, good luck, што се вика, се најдобро за Бетијан Китев и така да мислам дека ќе биде се окей. Благодарност за искажаната јавна поддршка во вториот круг од сите политички субјекти и поединци денеска искажа кандидатот за градоначалник на Сојузот за едината Бетијан Китев. Несомнено, на моје големо задоволство, денес сум во присуство на идеолошкиот татко на ВМРО во Македонија. Сосема за мене огромна чест и задоволство представува тоа што денес имам шанса со автентичното ВМРО, со оно ВМРО кое што идеолошки е поврзано со идејата на ВМРО. Да поразговараме, да продискутираме и заедно да ја зајакнеме соработката која што и до сега беше прилично цврста и стабилна. Можам да кажам дека на локално ниво и до денешен ден соработката со ВМРО Народна беше одлична. Се надеваме дека таа соработка и после победата на 7 април ќе продолжи и она што секаде го објаснувам и секаде го кажуваме дека на 7 април нема да биде поразен ниту еден автентичен ВМРО-вец. На 7 април ќе биде поразен единствено политиката на Никола Груевски и на она што значи фамилија во Република Македонија. Токму затоа ги повикуваме сите оние кои што навистина имаат доперни точки со ВМРО. Да размислат добро дали оваа политика која што ја води Никола Груевски заслужува да добие уште еден мандат, со тоа што нивно олицетворение тука ќе биде повторно уште 4 години нивниот кандидат. Токму од овие причини инсистиравме да направиме заедничка средба со претседателот на ВМРО Народна господинот Љупчо Ѓорѓиевски и да ги повикаме сите наши сограѓани да сватат и да разберат дека промените се потребни, прво заради тоа што не е добро цело време власта да биде во едни исти луѓе, затоа што така власта дополнително ги корумпира и тие луѓе, но и самото општество, а второ и затоа што секоја промена значи нешто добро, не само за кавадарци, туку и за цела Македонија. Од тој аспект и јас еве во континуитет на ова што го кажа господин Ѓорѓиевски, да се приклучам, да ги повикам моите драги сограѓани, сеедно на која партија припаѓаат. Ова се локални избори, ние бираме човек, јас сум должен да бидам слуга и на ВМРО и на СДСМ и на сите оние партии кои што мислат добро на кавадарци. Се надевам дека мнозинството наши сограѓани ќе го препознаат тоа и во недела на 7 април масовно ќе испаднат на гласачките места, заради тоа што само со масовно излегување на избори можеме да кажеме стоп и да ги прекинеме сите манипулации кои што власта веќе почнува да ги прави. И можам само едно да посакам, на мене гледајте како на човек кој што ќе има обзир кон секој ВМРО-вец. Без да ги делам луѓето, без да правам партиски поделби, моја задача утре како градоначалник ќе биде да ги обединувам луѓето и капацитетот и на луѓето од ВМРО и на луѓето од СДСМ да го ставиме на едно место и Кавадар да тргне напред. Да има повеќе инвестиции, повеќе отворени работни места, да се врати спортскиот дух во градот, да ги обновиме основните и средните училишта, да запазиме на екологијата во градот. Се она што значи изворна надлежност на една децентрализирана
локална самоуправа. Значи, од тој аспект можам само да кажам дека и да изразам огромна благодарност и на членовите на ВМРО Народна, и на господинот Љупчо Георгиевски, и на господинот Борис Давидов. Сите заедно имаме една цел. Да го крениме животниот стандард, народот конечно да испадне од оваа бездна во која што сме влезени веќе 7 година. Нити е ова борба за фотели, нити е ова борба за гола власт. Едноставно сакаме на овој народ да му кажеме дека со самата промена ќе ги исправиме сите грешки во кои што не внеси актуелната и локална и централна власт. И токму затоа ве повикувам и вас кои што се тука присутни, но и нашите граѓани кои што ќе ја гледаат оваа моја изјава на 7 април да го заокружиме бројот 42 и да дадеме шанса за новото лице на Кавадарци. На пресконференција, Општинската организација на Подем Кавадарци ги повика граѓаните во недела својот глас да го даделе за кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Александар Панов. Почитувани граѓани на Општина Кавадарци, почитувани гледачи на КТВ телевизија. Денешната пресконференција на Подем, партија на Обединените демократи на Македонија, е во правец на информација за граѓаните на Општина Кавадарци за резултатот кој што го постигна Подем на локалните избори во врска со листата на кандидати за советници во Општините низ Македонија. И второ, отворената поддршка за кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН и Сдружената коалиција за подобра Македонија, господинот Александар Панов. Подем како политичка партија, партија на Обединените демократи на Македонија, е дел од Сдружената коалиција и на локалните избори во делот на листен кандидати за советници доби 9 советника во 9 општини во Република Македонија. Има и поголеми општини, меѓутоа има и помали општини. Добивме советници во Штип, Велес, Прилеп, Битола, во соседната општина Росоман, во Новаци, Могила, Долнени. И преку нашите представници во тие совети директно ќе учествуваме во реализација на сите проекти кои што беа наведени во изборната програма на Сдружената коалиција. Во недела е вториот круг на гласање за градоначалник на Општина Кавадарци. Ги повикам сите членови, симпатизери, ги повикувам граѓаните на Општина Кавадарци да излезат на гласање и да го дадат својот глас за господинот Александар Панов, да го заокружат редниот број 19. Со тоа гласа за човекот кој што во минатите 4 години покажа како се врши функција градоначалник на општина, со директен контакт со граѓаните, независно дали гласале или не гласале на изборите за него, со контакти со стопанственици, бизнис групи и потенцијални инвеститори кои што сакаат да отворат нивни инвестиции во Кавадарци. Со давањето на гласот за господинот Александар Панов, секој од вас, граѓаните, гласа за подобро Кавадарци, гласа за своето семејство, гласа за самиот себе. Општинската организација на НСДП Кавадарци денеска на пресконференција искажа благодарност за поддршката во првиот изборен круг од граѓаните за опозицијата. Беше упатен повик во вториот круг граѓаните да гласале за кандидатот на опозицијата Бетијан Китев. Почитувани граѓани на Општина Кавадарци, почитувани медиуми. На денешнава пресконференција ја користам приликата да им се заблагодарам на сите граѓани на Општина Кавадарци кои гласаа во првиот круг, посебно на оние кои гласаа за опозицијата. НСДП, партиципирајќи во коалицијата Сојуз за еднината, освои едно советничко место, со што НСДП во наредните 4 години ќе има свој представник во Советот и ќе биде активен чинител во носењето на одлуките и решавањето на проблемите на граѓаните. Ветувам дека со нашето делување во Советот ќе работиме за доброто на градот и ќе бидеме целосно отворени за соработка со граѓаните. Во недела, 7 април, не очекува вториот круг од гласањето за градоначалник. Во недела имаме шанса повторно да гласаме и да одлучиме кој и како ќе го води Кавадарци во наредните 4 години. Во првиот круг се докажа констатацијата дека Кавадарци е опозиционо расположен. Опозицијата заедно освои 13.000 гласа, за 1500 повеќе од ВМРО ДПМН и само на единството во првиот круг не спречи да ја однесеме победата. Сега во вториот круг работата е чиста. Бетијан Китев или Панов. По јавно издадената поддршка од господинот Панчо Минов за Бетијан Китев и повикот кон неговите поддржувачи, опозицијата во недела ја очекува сигурна победа во Кавадарци. Но не смееме да оставиме ништо на случајност.
Мора во недела уште еднаш масовно да излеземе на гласање. Ја користам ова прилика како председател на општинската организација на НСДП Кавадарци и иден советник во Советот на општината да ги повикам сите членови и симпатизери на НСДП и сите граѓани на општина Кавадарци во недела да излезат масовно на гласање и да гласаат за Бетијан Китев. Кандидатот за градоначалник Бетијан Китев е млад, образован, чесен и упорен човек. Со својата програма, енергија, желба и упорност може да направи многу за овој народ. Заслужува шанса која треба вие да му ја дадете. Апелирам до сите граѓани да не подлегнуваат на притисоците, заканите и купувањата на кои ќе бидат изложени во наредните денови. Вашето гласање е тајно. Да издржиме уште неколку дена затоа што на овие од ДПМН дефинитивно им дојде крајот. Председателот на Социјалистичката партија на Македонија Блаже Тасев денеска искажа поддршка за кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Александар Панов. Почитувани сограѓани, почитувани членови и симпатизери на Социјалистичката партија на Македонија и на Коалицијата за подобра Македонија. Коалицијата за подобра Македонија, во која партиципира и Социјалистичката партија, во општина Кавадарци учествува со еден член во Советот на општина Кавадарци, со што ќе допринесе да се постигнат подобри резултати и поттикне развојот на општина Кавадарци во мандатот што ни го доверивте. Денеска е еден прекрасен ден по еден долг пат, но сепак се наоѓаме на една меѓустаница. Се уште не стигнавме на целта. Пред нас лежат уште многу незавршени работи. Затоа ги повикуваме граѓаните на општина Кавадарци на 7 април во фер и демократска атмосфера да излезат на изборите и масовно да гласаат. Да го дадат гласот за коалицијата за подобра Македонија, за кандидатот за градоначалник господинот Александар Панов, се со цел да се направи Кавадарци уште поразвиен град и подобро место за живење. Пред 2 недели го добивме наголемиот број на гласови во нашата општина. Затоа ви благодариме од се срце. Покрај вашата огромна поддршка, во недела посекуваме уште многу повеќе гласови, со што ќе ја потврдиме нашата победа со ваша доверба. Досегашните резултати покажуваат дека имаме насекаде пријатели и луѓе кои веруваат и стојат позади нас. Соживот на кавадарчани се манифестира на еден толку расплантен, енергичен и невиден начин и морам да признаам дека не можам да останам рамнодушен и да не кажам дека вашиот избор е и борба за подобро утро. Од вашиот избор ќе зависи многу како ќе живеете вие, кавадарчани и нивните деца во поблиска и подалечна иднина. И никогаш нема да биде тоа што беше. Меѓутоа, јас сум убеден дека вие со досегашниот избор и со изборот што може да го направите во недела, со тоа што ќе гласите за господинот Александар Панов, за градоначалник, ќе гласите воедно и за себе. За подобри услови за живење, за повеќе работни места, за подобро водоснабдување, гласате за дела, за она што е сработено и она што планира да се сработи. Со вашиот глас, вие, драги граѓани, ќе гласате за нови патишта и улици, за нови детски и спортски игралишта, реконструирани и нови училишта, детски градинки и посилен економски развој. Вашиот глас е ваш влог во напредокот на општината. Ценете и расудувајте според делата и она што се нуди. Одлучете за принципи и дела, за работливост и посветеност. Затоа ве повикуваме да излезете и гласате. Народот го даде пред 2 недели својот глас. Гласаше за докажани луѓе, за дела. Желбата на народот мора да се респектира. Тоа е моје мислење, тоа е наша задача. Ние не сме одговорни само за тоа што ќе направиме или ќе го кажеме, туку ние сме одговорни и за тоа што нема да го направиме и нема да го кажеме. Ние од Коалицијата за подобра Македонија имаме и презентираме добро осмислена и изработена програма, прецизна, со рокови и точно утврдени приоритети, додека од опозицијата имаме празен лист хартија и кога би сакале да напишат нешто и тоа не би го знаеле. Нашиот кандидат за градоначалник, господинот Александар Панов, е личност со кредибилитет, личност кој работи, посветен и докажан, близок до народот. Добиената доверба од граѓаните, значи огромна обврска за реализација на ветеното, кој мора да се исполни преку безпоштедна посветеност и макотрпна работа. Затоа ги повикуваме граѓаните на Кавадарци, независно од верска и национална припадност, на 7 април масовно да излезат и да го дадат нивниот глас за нашиот кандидат за градоначалник, господинот Александар Панов со реден број 19. Уверени сме дека граѓаните ќе изберат дела, ќе изберат покажана личност, личност која ќе го води Кавадарци во подобра иднина.
Општинскиот огранок на достоинство денеска на пресконференција јавно искажа подршка за кандидатот на опозицијата Бетија Анкитев, повика граѓаните да гласале за него. Почитувани сограѓани, на 24 март 2013 година излеговте на гласање за да добиете нов градоначалник. Кажавте дека не сте задоволни од работата на досегашниот градоначалник. Мнозинството гласови покажаат дека сте за промени, за подобра иднина на Кавадарци и Македонија. Немојте да дозволите во вториот круг вашите гласови да бидат злоупотребени од власта и да не биде испочитувана вашата волја. Туку излезете масовно во вториот круг и дадете го гласот за нашиот кандидат Бетија Анкитев. Доколку гласате за Панов, тоа значи дека се сложувате со тоа и понатаму да плаќате високи сметки, со високите казни против вас, дека и понатаму сакате партиски вработувања, необразувани личности на високи позиции, со обраќаен хаос во градот, зголемен криминал во градот. Дека се сложувате со тоа Талат Џафери да ви биде министер за одбрана и дека ја одобрувате тендер коалицијата помеѓу ДПМН и УЧК. Се сложувате со монтирани судски процеси. Ако сакате чесен градоначалник, млад, принципиелен, работлив, почитуван, тогаш гласајте за Бетија Анкитев и верувајте дека нема да погрешите. Само тој со неговиот тим може да го направи Кавадарци по-модерен град, по-перспективен и препознатлив, затоа што има визија, знаење и тим за тоа. Иднината е во него. Вие знаете да го казните до сегашното неработење и да го наградите тој што го заслужува тоа, а со него и вам ќе ви биде полесно да ги совладувате сите препреки и неправилности во вашиот живот. Затоа и ние од достоинство ве повикуваме. Излезете сите масовно и дадете го гласот за Бетија Анкитев. Достоинство како политичка партија во која бранителите на Македонија од 2001 година учествуваат, застануваат целосно зад Бетија Анкитев. Убедени сме дека со неговиот избор некој ќе има слух и разбирање за бранителите и нивните семејства. Реден број 42. Да победиме заедно. Кандидатот за градоначалник од владеачката партија Александар Панов вети изградба на концертна сала за музичкото училиште Лазомице Фрале. Почитувани сограѓани, сакам во ова прилика, бидејќи се наоѓаме во дворот на основното музичко училиште Лазомице Фрале, да го најавам нашето идно дело, а тоа е концертната сала. Ова концертна сала ќе биде во функција на ова училиште, со цел да истото ги исполни сите стандарди за да прерасне во средно музичко училиште. Имаме согласност од целиот Вардарски плански регион, ни фали само уште овој зафат и уште оваа дело за да бидеме комплетни. Унијата на жени и Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН и Кавадарци денес придружувани од кандидатот за градоначалник Александар Панов реализираа еколошка акција на кејот на реката Лудамара. Јас сакам во ова прилика да ја поздравам ова акција на Унијата на млади сили и Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Ова е само еден пример дека сите мора да учествуваме во нашата животна средина. Преку годината ова е обврска на јавното предпријатие Водостопанство Тиквеш, еднаш подпомогнато и со нафта од страна на армијата на Република Македонија, како и одржувањето кое што редовно и тековно го прави јавното предпријатие Комуналец. Меѓутоа, колку и ние да работиме, доколку секојдневно безочно се фрлаат отпадоци во кејот на реката, како и во коритото на реката Лудамара, не може да се втаса да се исчисти се. Денес ова акција фактички има една порака покрај тоа што ќе се собере џубрето или пластичните материјали во реката Лудамара, да упатиме еден повик до сите граѓани на општина Кавадарци да го чуваат она што е направено, бидејќи тоа што го правиме тука значи трошење на нашите пари. Ако ги трошиме нашите пари, тогаш тие во форма на клупи, столчиња, корпи, бетон, бехатон и така натаму, не треба да ги узурпираме и да ги уништиме, односно да бидат и да служат на многу генерации кои што доаѓаат.
Средба со членовите и симпатизерите на Сојузот на борци кавадарци денеска имаше кандидатот за градоначалник на Сојузот за едината Бетија Некитев. Општинската организација на Сојуз на борци широко ги отвори своите простори за прием и разговор со кандидатите за градоначалници. Претходно беше господинот Панов, сега имаме, драго ни е што во нашите канцелари денеска и нас ни удостои, предпоставувам, иден градоначалник Бетија Некитев и му посакувам среќа. И бидејќи Сојузот на борци е непосредно поврзан со градоначалникот, затоа што реализација на нашата програма на Сојузот на борци е непосредно имплементирана и дел од општинската програма за одбележување на значајни празници и датуми, исто така и финансиска поддршка и за нашето секојдневно делување на работа. Уште еднаш изразувам благодарност, натаму доколку предпоставам да станете градоначалник, ќе соработуваме и ќе ги разрешуваме сите заеднички проблеми. На мое големо задоволство, еве денес повторно остваруваме средба со Сдруженијето, односно со Сојузот на борци. Велам на мое големо задоволство заради тоа што сите покани кои што во овој период ги добиваме како организирана, како здружена опозиција, за средби со невладени организации, односно за средби со поедини целни групи на територијата на град Кавадарци, ги користиме и за меѓусебно запознавање, но и за утврдување на соработката која што утре евентуално би ја имале по победата на 7 април. И токму заради тоа и денес во просториите на Сојузот на борците, на почитувачите на нивното дело, сме тука да поразговараме околу начините и формите на соработка кои што идната постава на локалната самоуправа би ги имала со ова здружение. Моја определба, мој приоритет ќе биде, освен сите овие целни групи кои што до сега во овој период од кампањата ги посетивме и на кои што им дадовме шанса да си ги кажат барањата и да кажат како всушност ја замислуваат идната соработка со локалната самоуправа, доколку народот ни даде шанса. Сме убедени дека на 7 април ќе победиме. Здруженијето на борци ќе биде посебно привилегирано, имајќи во предвид дека и политичката партија на која што припаѓам влече корени, односно е голем поборник, односно дава легитимитет на се она што борците го правеле за слободна демократска Македонија наназад низ годините. Токму од тој аспект им се заблагодарувам и за гостопримството, и за поканата, и за шансата да поразговараме еве повторно во еден пократок период од неколку дена, бидејќи имавме една средба и претходно, на која што средба и денеска ќе ги утврдиме приоритетите со кои што Сојузот на борци ќе се занимава во следниот 4-годишен период и тие приоритети ќе ги вкрстиме со шансите и со приоритетите на идната локална самоуправа која што ќе биде предводена од мене. Имајќи во предвид дека како градоначалник моја интенција, намера е секое здружение, односно секоја невладина организација да добие шанса и не да згасне, туку да им се даде шанса да продолжи да го работи она што најдобро го знае. И мој приоритет, но и приоритет на идната локална самоуправа ќе биде исполнување на вашите барања. Токму од тој аспект можам да ви кажам дека треба да бидете спокојни. За вас секогаш ќе има место ки градоначалникот, за вас секогаш ќе има време да бидете слушнати од страна на идниот градоначалник и токму заради тоа нема потреба да се грижите. Бидете сигурни дека ќе бидете и на време примени, и на време ќе ви бидат одговорени барањата, а од друга страна и на време ќе биде испочитувано тоа што сега ќе го договориме. Значи, со други зборови ви благодарам за поканата и во исто време ја користам приликата, бидејќи ова е веќе и политичка кампања, да ја побарам поддршката од вас, од вашите семејства на 7 април да го заокружат редниот број 42, односно кандидатот на опозицијата Бетија Некитев. Ви благодарам многу и ви посакувам среќни пензионерски среќни денови кои што ќе значат всушност и продолжување на соработката која што сега ќе ја утврдиме. Синоќ Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Кавадарци организираше трибина на тема Младите во политиката. На трибината со своји дискусии учествуваа градоначалникот на Дојран и председател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН за Македонија Борче Стамов и кандидатот за градоначалник на Кавадарци Александар Панов.
Унијата на млади сили денес организираше трибина на тема Младите во политиката. Гостин го поканивме градоначалникот, новиот градоначалник на општина Дојран. Тој е од редовите на Унија на млади сили, а подпредседателот на Унија на млади сили на републичко ниво и успешен човек кој, почнувајќи од вработен во Министерство за надворешни работи, сега од пред неколку дена почна да извршува функцијата градоначалник. Сакавме младите да ги запознаеме со неговото лично и професионално искуство, со патот како е дојден до функцијата градоначалник и како преку напорна работа, преку одговорно и честно работење си го трасираше својот пат во политиката на млади години. Преку градењето на младите личности и нивното политичко искуство, не само политичка култура, се доаѓа до квалитетни кадри на кои што треба да им се отстапи утре локалната па и централната власт. Ако не вложуваме во нив, тогаш ќе имаме една аморфна маса која што нема квалитетно да не замени. Ако имаме високо мислење за нас, за овие кои што сега во процент ја владееме Република Македонија, зборувам во процент кога се годините во прашање, и ако не оставиме квалитетни кадри кои што ќе не заменат, тогаш тоа е неуспех за нас, а не за младината која што доаѓа. Направив една компарација од моето време и оваа време кога сепак многу поинтересни се други работи освен политиката. Меѓутоа исто така им кажав дека доколку се повлекуваат тие како просечни или надпросечни луѓе, че им остават простор на подпросечните и никаквите да ни водат политики и да ни креират услови за живот. Токму заради тоа и низ одредени примери од сегашноста и минатото се обидов да им доловам што значи да се биде активен и активно да се учествува во политиката и да се учествува во процесот на донесувањето на одлуки. Во општина Кавадарци Советот на млади функционира поодамна, со оној проект кој што го дадов сега како единствен проект во Република Македонија, во кој што преку форуми че младите ќе одберат што е тоа што е нивна потреба во висина од 200.000 евра. Сакам не само да се потрошат пари, туку да ги наведам младите да размислуваат за самите себе и да го одберат најдоброто за да се задоволи барем една од нивните потреби. Тоа никогаш во историјата не се понудило на младата популација во Кавадарци. Им кажав дека дај Боже да такво нешто ни се дадеше нас како генерација. Оваа генерација ќе има таа можност да користи бенефит од локалната самоуправа. Наша работа е да обезбедиме пари, да обезбедиме проект, тие само треба да кажат зашто треба да се потрошат тие пари. Веќе јас и од понеделник направивме примо предавање со веќе бившиот градоначалник на општина Дојран. Полека влегуваме во играта или во работата како градоначалник. Таа е една нова материја со која полека се запознавам, но се разбира представува еден нов предизвик. Подготвен сум за тој предизвик и веќе работиме и спремаме проекти за подготовката на летната сезона. Така да во секој случај подготвени сме, амбициозни сме, полни сме со енергија и верувам дека ќе постигнеме резултати и ќе имат дела во наредниот 4-годишен период. Синоќе во Ваташа започна снимањето на серијалот посветен на Тиквешкото востание. Во кафеаната 12 другари во село Ваташа синоќа падна првата клапа од серијалот посветен на Тиквешкото востание. Серијалот ќе има 4 до 5 продолженија. Кавадарчани се горди што на 100 годишнината од Тиквешкото востание овој мощен значаен настан ќе добие и свој филмски приказ. Драган Велјановски е режисер кој е собрал македонската елита од актерите и се надева дека до 19 јуни на годишнината од востанието филмот ќе можат да го погледнат сите гледачи. Во главном се снима кавадаречко, нешто неготинско, ако не се лутат кавадарчани, ќе биде. Тоа е 1913 година, кавадаречко Тиквешкото востание, и сега правиме 100 годишнина, нели, од тоа. Учествуваат 44 глумци и не знам колку стотици статисти и елитата на македонското глумиште, од Мето Јовановски, Дејан Лилич, Зоран Ѓутков. Вие ќе ги видите и на новите сцени сега. Ќе дојдат 4 до 5 епизоди, од 45 до 1 сат, од 45 минути до сат би траеле. Ние дури планиравме, ова може да се премонтира и во игран филм, да биде и како игран филм и како серија.
ние сметаме да биде, ако случајно не биде, барем една или две епизоди кои ќе одат на видеобим или нешто. Но да биде целата серија не е проблем. Мислам, од мене како режисер, со сета енергија што имам и сите серии до сега, мислам дека за тоа време може да биде. ТВ серијата Тиквешко востание се темели на историски настан, организиран национален револт против српскиот окупатор, како и на случки и настани од првата половина на 1913 година, со учество на познати војводите Измирлиев, Шкартов, Лазаров, Пинџуров, Коцев и помалку познати личности од Кавадарци, Неготино и околните села кои што не можејќи да ги трпат асимилаторските притисоци и насилствата на српскиот окупатор, се кренале на востание. Карактерот пак на дел од ликовите е граден според неповторливиот дух на тиквешанецот, кој што и во најтешките мигови во животот не се откажува од нему својствената препознатливост, хумор, чалги, вино и дупла жата, но не било која жата. Историските податоци за Тиквешкото востание информираат дека тоа започнало и завршило во екот на Втората Балканска војна, со која што соседите ја распарчуваат територијата на целосна Македонија. Тиквешкото востание од 19 до 26 јуни 1913 година е еден од историските стожери на македонскиот народ во борбата за етничка, јазична, духовна и државна самостојност. Во вечниот спомен на ова македонско востание се вградени животите на 545 жители од Тиквешијата. Исто така е забележано дека ретко кое семејство од Тиквешкиот крај било поштедено од трагичните настани во Првата и во Втората Балканска војна, а особено во настаните од јуни 1913 година. Ние како Министерство за култура даваме силна поддршка, знаете, во филмската продукција, но сепак филмскиот фонд е надлежно тело нели во самата поддршка, но еве на почетокот би сакала да се заблагодарам до режисерот, до градоначалникот за поканата да присуствувам на првата клапа на овој серијал, многу значаен, морам да кажам, не само за Тиквешкиот регион, туку за целата наша држава. Серијалот за Тиквешкото востание, кој што како што кажа режисерот ќе биде од 4 до 5 епизоди. Навистина ќе ми биде драго на 19 јули, нели јуни, кога се навршуваат 100 години од Тиквешкото востание, да се пуштат овие епизоди. Исто така многу ми е драго што целокупниот креативен и уметнички потенцијал кој што го видов овде на првата клапа е потенцијалот кој што потекнува и од Кавадарци, нели и од Скопје и од многу други градови, значи заеднички се реализира еден многу значаен серијал и во секој случај им посакувам многу успех, многу среќа. Знам дека тоа ќе го направат безпрекорно добро, затоа што тука видов врвни, морам да кажам, уметници во делот на музиката, актери, во делот на сликата, фотографијата и така натака. Голема среќа и навистина со длабоко очекување сакаме да ги последиме овие 4 до 5 серијали. Серијалот е во продукција на Видео студио Петковски, продуцент Миле Петковски, автор на сценариото за серијата Естево Симски, директор на фотографија Тони Коцев, а режисерската палка во рацете на Драган Велјановски. Ова е само еден од начините како да се одолжиме на луѓето кои што го дадоа својот живот за Кавадарци, а потоа и за Република Македонија. Посебно сум почестен што во оваа екипа е директор на фотографија ни е Тони Коцев, Диме Коцев и плејада на наши повозрастни глумци, да го доловат кавадаречкиот дијалект, затоа што преку тој дијалект се леела и крвта на кавадарчани за Република Македонија. Ова е еден од добар начин како да се одолжиме на луѓето кои што пред 100 години го дадоа својот живот за одбрана на градот. Ние како локална самоуправа во целост го поддржуваме овој проект и ќе го продолжуваме и понатаму. Единствено во оваа прилика сакам да кажам дека на 19 се надевам дека ќе втасаме со споменикот во паркот Полана со цел да на вистински начин се одолжиме. Онаа плоча која што ја ставивме е многу малку за тие 550 жртви кои што ги даде Тиквешијата, тука е Неготино, тука се сите села од Тиквешијата, за да го покажат својот непокор, односно да кажат дека не трпеле ниту српска, ниту бугарска, ниту турска власт, туку само своја, кавадаречка. Толку со представувањата и активностите додворувањата на кандидатите за градоначалник, продолжуваме со други теми. Основното музичко балетско училиште Лазо Мицефрале славеше денес во чест на својот патрон.
Основното музичко и балетско училиште Лазомице Фрале денес го одбележа патрониот празник. Годишнината од загинувањето на патронот, училиштето ја одбележа во 3D киносалата при Домот на културата Иван Мазов Климе. Првиот човек на училиштето, Весна Арангелова, зборуваше за учениците, нивните успеси и работата на училиштето, а својот говор го заврши потенцирајќи ги достигнувањата на младите музичари како нематеријално и непроценливо богатство на училиштето и градот. Присутните вработени во Лазомице Фрале, останатите просветни работници, директори, представници на политички партии и пензионери ги поздрави и кандидатот за градоначалник Александар Панов. Тој на професорите им посака за скоро време работа во средно музичко училиште, план по кој како актуелен градоначалник постојано цели за Кавадарци. Со присуство и говор домакинот и гостите ги почести и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Лазомице Фрале е едно од училиштата со кое министерството особено се гордее. Расадник сте на квалитетни кадри, а доказ за тоа ви се и освоените 393 награди на државно и меѓународно ниво. Министерството се радува на вашите творечки остварувања, па токму затоа несебично ве поддржуваме и во вашите брендови, хорскиот фестивал и надпреварот по камерна музика, рече Канчевска-Милевска пред присутните. Музичката тежина на славењето, патронен празник, им припадна на 5-мината првенцина генерација. Со мал концерт не почестија Марија Николова, првенец на труба во класата на професор Златко Јованов, Пандорка Јанакиева, флейта, првенец во класата на професор Силвана Чулева Атанасова, и Дальце Фулов на кларинет, првенец во класата на професор Лазар Соколов, Жанета Тренчева на флейта, првенец во класата на професор Чулева Атанасова и Александар Маринковиќ на гајда, првенец во класата на професор Горан Јанев. По нивниот концерт, вработените во училиштето, кандидатот за градоначалник Александар Панов, представници на локалната самоуправа, советници и членови на семејството на Лазомице Фрале положија свежо цвеќе пред бистата на патронот во дворот на училиштето. Кавадарци почна да ја чувствува еуфоријата од матурската прослава. На прагот е уште една нова прослава на генерација на матуранти во Кавадарци. Матурантите на оваа вечер официјално го одбележуваат завршувањето на средношколските денови и нивното заедничко дружење во рамки на средното образование. За време на прославата, младите за последен пат се потсетуваат на добиените искуства, споделените мислења, специјалните настани, незаборавните поминати интересни мигови кои ќе остават трага во нивниот живот, како и поуките кои се извлечени од патоказот наречен средно образование како дел од образовниот циклус. Матурантите се наоѓаат на прагот на нови одлуки, каде секој означува свој понатамушен правец на движење, кој еден ден ќе им ја овозможи шансата за почеток на градење на нивната кариера. На располагање матурантите имаат повеќе опции за нивна надградба и искачување на една скала погоре, чекорејќи кон правците кои ги нуди високото образование. Секој со своја замисла и своја желба има можност да учествува во високото образование на угледните универзитети, како во Скопје, Прилеп и Битола. За оние кои ќе се пронајдат во својата струка, а не поседуваат доволно парични средства за студирање надвор од својот град, на располагање им стојат и диспрезираните студии во Кавадарци кои нудат поволни можности. Кога е во прашање стилот на облекување за најлудата ноги, младите воопшто не штедат на финансиите и се трудат да бидат максимално ефективни во изборот на својата соодветна и убава гардероба, која ќе ги прикаже во најдобро светло. За специјален подготвен изглед кој ќе го исполни секој човечко око и ќе биде во фокусот на вниманието, младите посетуваат и бутици во други градови за кои мислат дека парчето облека кој тие го нудат ги исполнува и одговара на нивните вкусови. Матурската вечер од секогаш представувала посебен настан кој им нуди одлична и незаборавна забава на младите, која ќе создаде неизбришливи траги и моменти кои ќе им евоцираат убави спомени и сеќавање во текот на целиот живот. Времето утре сончево со умерена облачност, температура до 20 степени. Се надевам дека вашиот апетит за информирање го задоволивме, ги проследивте вестите, на крај уште еднаш информацијата дека утре со почеток во 21 часот на програмата на КТВ во рамки на емисијата ТВ Објектив ќе следите представување на кандидатите за градоначалник во вториот изборен круг за Кавадарци.
Прв е кандидатот на опозицијата Бети Анкитев, а веднаш по него свои 45 минути представување има и кандидатот на ВМРО ДПМН Александар Панов. Значи следете не утре вечер во 21 во објектив со двајцата кандидати за градоначалник. Пријатна вечер со нашата програма.